Од испитување паразитика и животни во зоолошка градина, лекување на штрк повреден од струен удар, преку истражување на интелигенција кај кучиња до ветеринарна форензика и анализа на повреди кај високовредни спортски коњи. Студенти од ветеринарниот факултет во Битола со своји научни трудови се вброја меѓу најдобрите на меѓународната студентска конференција на Универзитетот Свети Климент Охридски. Колку е важна научно-истражувачката работа уште за време на студирањето, какви знаења и вештини бара современата ветеринарна медицина и какви можности отвора оваа професија денес. За успесите на младите истражувачи од Битола, за науката, практиката и иднината на ветеринарната медицина, разговараме со деканот на ветеринарниот факултет, професорот овој факултет и една група студенти. Им велам на сите, добре дојде во студиото на Телма. Професоре Дамјански, ќе почнам со вас. Кога ќе се каже ветеринар, првата асоциација е амбуланта и домашни миленици, но еве трудовите на вашите студенти, јас би рекол млади ветеринари со големи истражувања, велат нешто друго. Каков профил на ветеринар создава ветеринарниот факултет во Битола? Со студирањето на ветеринарниот факултет во Битола, значи се добива едукација и компетенција да се работи на сите делови каде што е неопходна ветеринарната служба. Ова што го спомнавте само еден мал сегмент од работите кои што ги работат докторите по ветеринарна медицина, значи лекување на домашни миленици во амбуланта. Меѓутоа имаме многу побитни, посуштински работи што ги прават докторите по ветеринарна медицина. Не се сомневам во тоа, меѓутоа еден наслов, еден надпис поточно на fakulteti.mk ми падна во очи и видов што работеле Иле, Марија, Кристијан и другите ваши студенти и поради тоа и сте тука денес, нели? Можно ли е добар ветеринар денеска да се искали, да се стане добар ветеринар без научно-истражувачка и практична работа уште за време на студиите? Не, дефинитивно не. Значи, за време на студирањето неопходни се тие основни теоретски знаења кои што треба да ги совлада, меѓутоа уште побитна е практичните знаења кои што ние како факултет пробуваме да ги пренесеме на нашите студенти со организирање на практична настава, почнувајќи од првата година па до крајот на студиите, и можам да кажам со задоволство дека најголем дел од нашите доктори по ветеринарна медицина, навистина кога ќе ја добијат дипломата за доктор по ветеринарна медицина, можат да одговорат на сите предизвици што ги носи оваа струка. Ајде подоцна за предизвиците со кои се соочувате вие како декан во организација на работите на ветеринарниот факултет. Професор Додовски, трудовите на вашите студенти се најдоа меѓу најдобрите на меѓународна конференција, што покажува нешто различно од она што најчесто сме навикнати да го слушаме, дека Македонија малку инвестира во наука, дека Македонија нема доволно пари, дека Македонија нема доволно опремени лаборатории. Ова нешто пркосите вие на таквиот впечаток? Се работи за случаен успех? Или пак не се работите толку лоши како што ги представуваме, можеби ние медиумите? Не. Студентите на ветеринарна медицина се добри студенти. Јас со сигурност тоа можам да го зборувам. Имаме многу вредни, многу амбициозни млади луѓе, а тоа се овие три луѓе се дел од тимот кој што работеа на овие три истражувачки труда, кои што беа препознати како вредни истражувачки трудови и кои што се разбира беа наградени токму заради тоа. А беа дел од една интернационална конференција, универзитетска, која што го организира Универзитетот УКЛО и под покровителство на Колорс Алијансата, а токму Колорс Алијансата ја дава тој атрибут на интернационализација на таа конференција, а тоа прави спојување не само на нашите студенти од факултетите на Универзитетот УКЛО, него и сите оние факултети кои што се во Алијансата, а тоа е се меѓународни универзитети. Како изгледа конкуренцијата? Ако овие се меѓу најдобро рангираните, што беа истражувачките проекти на другите? Имаше многу од различни области, бидејќи станува збор за мултидисциплинарен пристап на таа конференција. Еве, да кажеме, за некаква среќа ние имавме да бидеме можеби единствените во областа на ветеринарната медицина, меѓутоа не и во природните науки.
Но она што нашите студенти го покажаа таму со нивните трудови, привлече доста интерес и токму заради тоа и ги добија наградите. Пред ден збор на младите истражувачи, уште едно прашање за вас во делот на организацијата на работата и предизвиците со кои се соочува ветеринарниот факултет. Еве, слушнавме силна конкуренција во природните науки, нашите се добри во областа на ветеринарната медицина. Зошто овие научни трудови кои се рангирани меѓу најдобрите на една меѓународна конференција не го кренат генерално рейтингот на универзитетот Климент Охридски? Го нема ниту најстариот и најрепрезентативен универзитет Свети Кирил Методи на тие престижни меѓународни рангирања. Како овие научни трудови генерално влијаат врз рейтингот на факултетите во Македонија? Дефинитивно позитивно влијаат, значи на рейтингот и конкретно на нашиот универзитет Свети Климент Охридски од Битола, меѓутоа и на рейтингот на Македонија како држава. И навистина мора да продолжиме со оваа тенденција, значи да ги поттикнуваме и младите истражувачи да работат, да бидат иновативни. Меѓутоа понекогаш малце ни треба и дополнителна помош и од државата, во смисла да ги задржиме овие деца да останат на нашите факултети, на нашите универзитети. Еве конкретно прашање, како да ги задржиме? Со колкав буџет еве како декан располагате за научно-истражувачка дејност? Колку опремени лаборатории имате и кога се последен пат обновени, да речем, со опрема? Имаме повеќе лаборатории на ветеринарниот факултет во Битола, кои што се навистина современи лаборатории, кои што користат многу во научно-истражувачката дејност, во однос на субвенционирањето, односно финансирањето на тие истражувања. Повеќе се снајдуваме преку одредени програми, преку интернационални донации, со соработка со други факултети, бидејќи нашата сметка навистина не е толку голема за да може да ги покрија трошоците. Освен недостигот на пари, кој е најголем предизвик со кој се соочувате? Имате ли кадар, можност за вработување? Еден од побитните, посуштинските проблеми ни е недостигот на кадар. И се надевам дека ќе се најде расположение и разбирање за потребите на ветеринарниот факултет во Битола, меѓутоа не само за ветеринарниот факултет во Битола, бидејќи недостаток на млади асистенти буквално е на сите факултети, не само во Битола, меѓутоа и во универзитетот овде во Скопје. Еве Иле, Марија и Кристијан брилираат уште за време на студиите, 4-5 година се од можеби завршни години веќе. Во секој случај во втората половина од студиите, имате ли можност најдобрите студенти да ги задржите кај вас на факултетот како асистенти и истражувачи? Ние правиме напори како факултет во смисла на поддршка на секој кој што сака да се занимава со научно-истражувачка дејност. Ги насочуваме во смисла на избор на докторски студии, меѓутоа после сето тоа, после завршувањето на докторските студии, значи нивното ангажирање кај нас како наставен кадар не зависи од нас. Значи зависи од другите министерства. Добивате дозволи или не за вработување? За сега конкретен одговор ми треба. Немаме добијано се уште. Значи тоа и се надевам дека и што се случува со најдобрите студенти, каде заминуваат? За жал дел од нив заминуваат во странство, како готов производ заминуваат во странство, а дел почнуваат да работат нешто друго, меѓутоа не за она што се најобучени и најспособни. И како декан имате можност да тропнете на маса кај надлежните и да им речете дајте ни можност да ги вработиме деца ќе ни заминат во странство? И сте го направиле тоа? Пробуваме. Значи повеќе пати испраќаме барање за добивање согласност за вработување. Што ви велат таму? Меѓутоа дека еве некоја следна прилика. Не е време. Не е време за добрите ветеринари да ги задржиме дома. Време е да ги задржиме. Време е на одлив на мозоци, веројатно. Да. Да дадеме збор на младата дама која се занимавала со истражување на паразитите во зоолошката градина во Битола. Така? Не. Не? Колешката Марија колешката го истражуваше интелектуалниот капацитет кај куќата. На кучињата. Ето така. Уште поинтересно. Кога станува збор за интелигенција на кучиња, секој собственик веројатно на куче, едно од прашањата што се ги поставува е дали моето куче ме разбира повеќе од колку што јас мислам.
Дали кучињата имаат свој начин на комуникација с луѓето и не разбираат повеќе од колку што ние можеме да претпоставиме? Според истражувањето што ги правевме, секое куче нема иста интелигенција и различно одговара на задачите кои што му ги дава собственикот и командите, и од тоа произлезе дека интелигенцијата може да биде адаптивна, инстинктивна и работна. Од што најмногу зависи интелигенцијата на кучињата, од расата или од нешто друго? Од повеќе фактори. Зависно од расата, пример, каква е расата и исто така и големината на самото куче. Кај помалите животни не можеме да очекуваме да решаваат некои задачи кои што се, пример, кај доберман, пинчер, кои што бидејќи тие се мали животни, а не може да одговарат на задачата да бидат чувари на стада, како на пример овчарските кучиња. Или пак да решаваат некои задачи кои што се поврзани со лов, пример. Нели степенот на човечка интелигенција се мери во споставена единица мерка IQ. Да. Има ли нешто такво слично кај кучињата? Како тоа функционира? Може да се научно да се измери степенот на интелигенција на едно куче? Да, со степенот на енцефализацијата. Што нешто? Тоа големината на мозокот на кучето, според истражувањето увидовме дека големината на мозокот кај човекот и големината кај кучето се различни, но меѓутоа ги имаат тие истите анатомски структури. Добро. Да не испадне дека ја збунив Марија, ме интересира, навистина сум љубовитен, дали од степенот на интелигенција кај кучето зависи колку тие ја разбираат човечката емоција, вистинска човечка емоција, или од тоа зависи од нешто друго? Зависи од нивната интелигенција. Кратко само би се слободно дополнете надобрзал, значи во тој поглед, значи сите кучиња ја чувствуваат и сваќаат емоцијата од човекот. Меѓутоа во однос на нивната интелигенција, значи многу е битно намената и целта за што се првобитно создадени тие раси. Веќе постојат раси на кучиња што имаат сосема различна намена за што се создадени, така да ако вие еден германски овчар кој што се смета како едно од најинтелигентните кучиња, сакате да биде ловно куче, тој нема да ве разбери што очекувате од него. И обратно, едно ловно куче, ако сакате да биде некаков чувар на некој објект или да работи како службено куче во полиција или во армија, има некоја природна карактеристика според која се предодредени за одредена. Така да, значи, не можеме универзално да зборуваме за некоја кучешка интелигенција без да направиме поделба, како што кажа и колешката Марија, значи имаме поделба кај кучињата и во таа поделба веќе можеме да правиме рангирање кое е поинтелигентно, кое не е поинтелигентно, али генерално, значи, не да се стават сите под иста капа. За дополнување, професорот Даневски, освен што се занимава и се бори за да ги задржи најдобрите студенти на факултетот и да ја организира работата на ветеринариот факултет во Битола, има и амбуланта во која лекува кучиња и мачки најмногу и други домашни миленици во како ветеринар со дневни обврски, нели? Да, во Прилеп. Така, Иле, лекување на штрк погоден од струен удар. Како тоа изгледаше? Зашто станува збор? Екоактивисти го донесоа во твојот дом и ти мораш да се справиш со едно повредено, речи си полумртво животно, нели? Така, значи стануваше збор за штрк кој беше од струен удар погоден. Штркот се наоѓаше во Гевгелија, меѓутоа активисти го донесоа во Битола. Моментално бев во клиника на пракса и побараа помош нели од ветеринар за повредата на штркот. Кога прв пат го видеш штркот, веруваше дека ќе преживее? Не, беше во многу лоша состојба. Да, беше во многу лоша состојба, беше дехидриран, имаше и рани по кожата, тој веќе 2 дена бил во Гевгелија. Го земал некој си локален жител со цел да му помогне и потоа кога ги контактираш активистите, тие го транспортираа во Битола и побараа наша помош од штркот. Меѓутоа, бидејќи кај нас немаме центри за рехабилитација, немаме стационари, немаме каде да ги сместиме тие диви повредени животни, бев приморан да го земам во мојот дом.
на моја иницијатива со цел да му помогнам на тоа животно. И кај мене беше доста долг период, да речам некој месец до месец и пол. Импровизираше болнички услови за штркот Да, домаките. бидејќи бев приморан. Бидејќи бев приморан затоа што нема кај нас соодветна институција каде може да ги сместиме таквите Каде го животни. смести штркот? Во стамбен објект во дворот. Беше во објект. Колку беше време хоспитализиран, ако може така да се каже? Па месец до месец и пол беше, првите 2 недели беа критични. Одбиваше храна штркот. Сам го лекуваш или побара Во консултација со поискусен ветеринар да, помош? во консултација со ветеринарен доктор, бидејќи сепак ние сме студенти, треба сепак да учиме од поискусните од нас. Примаше интравенска терапија, бидејќи не сакаше да јади, не сакаше да прима течности и Само подготвуваш инфузии, раствор? да, имаше отворено венски пат, примаше инфузии и како полека напредуваше штркот, му се подобруваше состојбата, прво му ставав со сила храна, откако веќе почна да јавува желба, бидејќи имаше и степен на изгореници поради струјниот удар и прво беше со моја помош, па тоа постепено почна сам да зема храна и така целата ситуација се стабилизира и штркот веќе закрепна и беше вратен во дивината. После месец и половина го испрати? Да. Си летна, си одлета сам или? Да. Тој го почувствува моментот кога е Да, способен јас веќе му имав даено слобода последните 2 недели. Беше на слобода, не беше затворен. Го чекаше кога да- ќе биде Кога ќе му во дојде добро- моментот, да, веројатно. да си летне во дивината. И од тогаш ти не достигаше на почеток, ти беше жал малку? Па да, нормално се приврзиш со животно за кој си се грижил по долг период. Тоа но- било пред околу година и половина, 2? Да, Си се да. прашал каде е сега штркот што го Па лекуваш? сум се прашал, се надевам дека тој напор не беше залуден и дека штркот е се уште жив. И благодарение на нас живее некаде. Така е, дека се навратиме на дивите животни во Македонија. Ете, например, од што најмногу страдаат? Како тој штрк дошол во ситуација да биде погоден од струен удар? Така. И за потребата од вакви центри отворање, бидејќи твојот научен труд потоа објаснуваше дека Македонија со толкаво богатство на природа и секакви видови на животни треба да има. различен, треба да имаме таков центар. Ај ќе зборуваме за тоа малку подоцна. Сакам да го чуjem Кристијан, бидејќи навистина и неговата тема што е одбрал за научно-истражувачки труд звучи многу актуелно, многу ветеринарна форензика, како сценарио од криминалистичка серија на некој начин. Да. Што представува всушност ветеринарна форензика? Да, ова е една интересна област и не многу истражувана и не многу честа. Баш инспирација ми беа тие криминалистички серии. Тука се прави истражување на коњите од аспект на криминалистички анализи и анализа на благосостојбата на коњите. Тука мојот фокус беше на намерни и на ненамерни повреди кај спортски коњи. Зошто токму спортските коњи? Како ги ја избра? Па, овие коњи имаат најчесто такви повреди и не само спортските коњи, туку и коњите за парада. И сега знаете, тој спорт е навистина многу конкурентен, многу скапи, коњите се изложени на се и се што. Но за жал тоа не е многу познато и си реков со мојот труд да придонесувам и да се даде малку и на важност на тие практики во тие западни земји. То тука се анализира кога станува збор за потреба да се определи дали станува збор за случајна или намерна повреда. Па има карактеристични повреди кај овие коњи. Пример кај коњите за парада ги премачкуваат со некои како киселини и потоа имат еден пренагласен од. Одат како роботи, за да се нозете исправени. Имаме во Македонија можности, имаме такви коњи? Па не. Како истражувавте? Во Македонија не е ова толку популарно. Јас имам одено на многу мобилности, на студентски мобилности. Имам одобрено и грант од Универзитетската федерација за благосостојба на животните од Лондон, од Обединетото кралство, и бев во Осло, во Норвешка, и во Цирих, во Швајцарија. И во Цирих, на факултетот за ветеринарна медицина, има посебна клиника за коњи, и таму коњите се како дел од фамилијата. Има посебно количе, се прикачува на куката на колата и ги возат. И ги носат таму во болницата. И таму навистина многу се истражува за коњите и од таму добив и инспирација. Исто бев и на мобилност на Универзитетот за ветеринарна медицина и фармација во Кошице, во Словачка. Таму бев на клиничка пракса со ЦЕПУС програмата
и словаците се навистина фанатици за коњи, имаат и тие посебна клиника за коњи и цело време се зборува за коњи. Универзитетот има статуа со маскота коњ, толку ги сакаат коњите и видов, се вратив и го напишав трудот. Значи, со истражување надвор, труд произведен во Македонија, бидејќи си посетил многу земји европски, каде што на коњите се навистина на еден врвен пиедестал поставени. Може да ни кажеш колку вредат врвните спортски коњи во Европа, да речеме, и зошто нивната смрт понекогаш представува основ за долги осигурителни правни спорови? Да, еве пример бев исто и во универзитетот во Дебрецен во Унгарија, и таму бев во Ергела на универзитетот. Универзитетот има таму Ергела и баш разговарав со работените таму кои се занимаваат со дресирање, со одгледување на тие коњи и вредноста е од десетици илјади евра па се до стотици, некогаш и до милиони евра. Тие се многу скапи коњи, скапо одржувањето и скапо е самото зачленување во тие надпревари. И на сите тие патувања, апсолутно, да. Колку е најскапиот коњ што успеа да го видиш? Стотици илјади евра. Наистина скапи коњи и многу интересна проблематика. Марија, или имате да споделите вие некакво интересно искуство вака од страна? Веројатно и вие сте биле на студентска размена и сте секој во својата област сте истражувале или сте се интересирале за она што вие специјалност за која сакате да се насочите во ветеринарната медицина. Што ве импресионирало вака како ова што го раскажува Кристијан? Така, јас моментално чекам за додам на размена. Меѓутоа сум бил на пракса низ нашава држава и потребата е на секој простор од Македонија. Да речам конкретно за повредените диви животни. Во многу амбуланти, со многу колеги сум разговарал на таа тема и потребата е голема, сите се соочуваме со тој проблем. А странството е... Накратко дека би се надоврзал со оглед на случај што беше со штркот и со оглед на други повредени диви животни, птици пред се, со директорот на Зоолошката градина во Битола, значи веќе договоривме да се направи како еден центар за рехабилитација, каде што сите повредени птици кои би се носеле од територијата на Македонија, па и од околните држави кои гравитираат, кои се блиску до Битола, значи би почнале да функционира тој центар за рехабилитација на повредени диви птици. Но дали ова системско решение или станува збор за ентузијазам на ветеринарниот факултет и зоолошката градина? Ова е ентузијазам, значи дефинитивно е ентузијазам. Како е тоа регулирано во другите држави? Секоја земја има центар за рехабилитација? Сум имал прилика да видам во Стара Загора во Бугарија, значи како функционира еден голем центар. Тоа е на иницијатива на ветеринарниот факултет во Стара Загора, меѓутоа целосно финансиран со средства од Европска унија. И тој е огромен центар каде што буквално од Турција, Романија, Србија, значи од повеќе земји се носат повредени птици се носат во тој центар. Како е кај другите соседи? Во другите нормални европски земји има секоја земја центар за рехабилитација на диви? Конкретно информација немам, меѓутоа најверојатно значи постојат такви центри за рехабилитација на дивите животни. Иле по искуството со штркот, има ли нешто што научи за ветеринарната професија што не го сретна претходно во ниту еден учебник? Да, Во апсолутно. теоретската настава. Апсолутно. Пред се да се работи со диви животни, да се работи со птици и со екзоти е комплицирано. Пред се во кој лек треба да го потребиш. Значи не е исто како кај домашните животни. Некој подобро, некој полошо го поднесуваат одреден лек и треба многу едуцирање, многу читање и многу консултации нели со лекар, странство, со некој кој го работел тоа, за да се и ние некако воведеме во таа проблематика и да бидеме успешни во лекувањето на дивите животни. Така, професор Додовски, во светот се повеќе се зборува за концепт One Health, едно здравје, дека здравјето всушност на луѓето, животните и на животната средина се неразделно поврзани. Колку ваквите случаи со диви животни и дали ние луѓето во Македонија генерално имате впечаток дека имаме чувство, разбираме дека заштитата на природата е всушност прашање на јавното здравје и лекувањето на дивите животни е дел од тој
биодиверзитет. Тоа мора да биде така. Значи, ние мора да бидеме свесни да свеста на луѓето малку да биде повисока со тоа дека и дивиот свет е дел од живиот свет и дека ние како ветеринари нели имаме важен удел во зачувувањето на нивното здравје, а со тоа и нивниот диверзитет. Токму од тука произлезе и иницијативата и идејата на студентите да го работат тој истражувачки труд со анализата, копролошката анализа на гастроинтестиналните паразити во зоолошката градина, бидејќи иако банално на видом звучи, меѓутоа сепак е сериозен проблем во особено конкретно во зоолошките градини, меѓутоа и во дивите животни во природата. Што кажува тоа присуство во толков број на паразити во зоолошката градина? Тоа значи градина? дека условите на одгледување и хигиенските мерки треба да значено да се подобрат. И тоа го потврдија студентите токму со ова истражување. Во превод дека не е исчистено доволно. Па сега, треба да се чисти подобро. Ете така би рекол. Зошто да само кај одредени диви животни немало најдено паразити? Тоа ме збуни во написот на факултет МК? Генерално... Кај лавот, ако не се лажам, и кај тигарот не биле најдени Не, паразити. имаше. Значи, кај најголем дел се најдени, значи, паразити, тоа е секако така, меѓутоа, многу поголем беше наодот кај некои од дивите животни. Конкретно, можеби заради начинот на исхрана, можеби заради тоа што тие се во затворен простор, па немаат можност поголема динамика околу, нели, во просторот во кој што живеат, да е придонел да кај тие животни има помал број на паразити. Меѓутоа, генералната слика беше дека да, ги има и добро е што од ваквото истражување произлезе понатака и да се превземат мерки, нели, за дехелминтизација. Иако го прифатиме тоа дека зоолошката градина, односно условите во кои живеат животните, се огледало на едно општество, односно на цивилизацијскиот развој, веројатно ќе заклучиме дека несоодветно се грижиме за животните и дека треба, како што рековте, и свеста. Да. Јас мислам дека, да, во принцип, зоолошката градина треба да обезбеди оптимални услови за дивите животни и да ги на некој начин имитира оние услови кои што тие ги имат во природата, меѓутоа тоа не е секогаш така. Иако мислам дека има подобрување сега. Дали имате информација дали такво истражување на присуство на паразити е направено во Скопската зоолошка градина? Не знам. Не можам дали тоа сте да кажам. понудиле како ветеринар факултет? Ние апсолутно стоиме на располагање, да. Ова беше... Колку чини тоа истражување? Не е многу тоа. Тоа е само желба, иницијатива. Еве студентите заедно и тука беше и професорката Пејчиновска која што исто така беше дел од тимот кој што работеше на ова истражување. Не треба многу, треба иницијатива. Овие млади луѓе покажаа токму тоа, дека треба малку повеќе амбиција и иницијатива. Добро, овие млади луѓе со големи амбиции, каде се гледаат себе си по неколку години, со оглед на тоа што е деканот Даменски признава дека има потешкотија да ве задржи, колку и да сте добри и амбициозни, да останете како како истражувачи на факултетот, на ветеринарниот факултет и можеби да градите академски кариери, нема да има можност можеби да ве вработи. Каде се гледате себе си? Дали можеби сакате да станете истражувач форензичар? Во таа насока, Кристијан, бидејќи сте посетиле толку универзитети во Европа, веројатно се отвара апетит, можеби за негде за напред. Да, јас имам многу можности во нашата струка, но секаде нашата струка е дефицитарна и секаде се жалат за недостиг на кадар. Јас минатиот месец бев на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена, во Австрија. И австриците се жалат. Сите се жалат за недостаток на кадар и мислам дека тоа е добро. Доколку луѓето се жалат, може би нешто ќе се подобри. Така да јас се гледам својата иднина во академија, затоа ги пишувам овие трудови. За студии на докторски студии услов е да си има вакви трудови. Инспирација ми се трудовите од тие западни универзитети, па ќе видиме. Нашата струка е дефицитарна. Сакате тоа што ќе го научите во Европа да го вратите во Македонија? Па да. Тоа ми е целта. Ако нема услов да останете на ветеринарниот факултет? Ќе видиме. Имаме можности, нашата струка е мултидисциплинарна. Има многу области каде што може да работиме, па сега ќе видиме, времето ќе каже. Марија Иле? Па ете секако останувањето на факултет постои како опција, но доколку тоа не се реализира, се гледам во приватна пракса. Во клиника. Собствена клиника, можеби тоа е врвната цел или? Да, за почеток можеби би работел за друг лекар, но секако постои како опција. Странство не е опција? Да, меѓутоа е
жално да напуштиме нашата земја и да работиме во странство, но доколку сме приморани, ето, ќе покаже времето. Марија? Истото и кај мене, ако не се укаже шанса на едно место, на друго место нормално дека ќе може шансата да се искористи. Имате ли некакво искуство до сега со некое, да речем, најнеобично животно кое сте го виделе, сте можеле да го лекувате, да му помогнете, да го истражувате? Така, во глобалот екзотични животни се случува да донесат морско прасе, се случува да донесат хрчак, зајак, рептили, зми, од страна на екзоти ги има кај нас. Може би не многу често, но ги има во пракса. И се доста интересни за работа. По ветеринарните факултети и зоолошките градини во светот, што сте виделе, Кристијан? Нешто интересно? Па се и се што, најнеобично животно на клиниката за екзотични животни во Кошице, јас видов игуана. Лекував игуана. Има посебна клиника за тоа. Интересно, има секакви животни, навистина. Јас би се надоврзал на ова дека конкретно за екзотичните животни станува се повеќе тренд. Студиумот на ветеринарна медицина во Битола вклучува меѓутоа изборен предмет и стои размислување да тој предмет можеби е задолжителен и малку поопширен, затоа што често се случува да ветеринарите клиничари, посебно во малата пракса, предизвик им е да работат со екзотични животни, така да треба да се размислува во тој правец. Што е најголемото етичко прашање со кое може да се соочи еден ветеринар во својата кариера? Ова прашање за поискусните и повозрастните доктори по ветеринарна медицина. Имате ли такви моменти? Има такви моменти. Од повеќе аспекти, дефинитивно најтешко ми е кога треба да се одлучи за еутаназија на живот. Значи тука веќе една интересна тема и прашање, можеби што заслужува цела посебна емисија. Да, дефинитивно, значи тука сме Каков е вашиот личен став? Па лично одобрувам еутаназија ако е неопходна за добробита и на животното, меѓутоа и на неговите сопственици. Значи, тоа значи веќе ако се работи за случај каде што лекувањето нема изгледи да биде позитивно. Али многу се тешки, велам, тие моменти и за нас како ветеринари, меѓутоа и за собствениците. Професор Додовски, сакате да се надоврзате или да завршувам со младите истражувачи? Само би рекол дека ветеринарот мора да биде морален и етичен во секој поглед и кон животното, меѓутоа и кон собственикот. И тоа е правило во секој случај. И веројатно не е мит дека секој добар ветеринар мора да носи природна всадена љубов кон животните во неограничени количини. Тоа е база за професијата. Имаше само ова кратко, имаше една колешка која ќе кажа дека јас се запишав на ветерина бидејќи не сакам да работам со луѓе и викам се изгрешил. Тука имаш доста работа со луѓе. Независно што лекуваме животни, меѓутоа имаме работа со човек. Потешко е да се лекува повредено животно, болно животно или да се објасни на собственикот? Понекогаш да. Понекогаш е работа. потешко да се објасни на собственикот, Работата со меѓутоа луѓе. императивот е животното во секој случај. Добро, последно прашање за младите истражувачи, може да се надоврзете, да се надополните. Ако денес добиете неограничен буџет за едно истражување, што би истражувале, во која насока би се определили и што би сакале вашиот научен труд да и докаже на јавност, односно да направи нешто од општа корист? Ете, јас дефинитивно би продолжил кон истражување на дивите животни, кон истражување на екзотичните животни, тука постои како опција специализација нели за екзотични животни и јас би се водел во таа насока, бидејќи е многу малку разработена и застапена кај нас. Марија, Кристијан, мораме да завршуваме. Доколку јас добиам шанса за неограничен буџет, би ги искористила средствата за истражување за кучиња во медицински цели. Бидејќи Нешто што се почнува во потребни. Македонија исто да се применува? Да. Како терапевски кучиња што се користат. Така. Мислите дека недоволно е во Македонија се уште таа примена, дека Многу малку е доцниме за применета. светот? Да, доцниме. Добро, Кристијан? Па јас веќе почнав да истражувам за благосостојбе на животните и би продолжил. Има многу простор за подобрување кај нас, посебно се ако ќе ги следиме и практиките од земјите во ЕУ.
Па и форензиката би рекол, имаме с небе случаи со разни случаи со животни кај нас. Мислам дека и тука има потенцијал и дефинитивно има интерес и од странства. Еве, мојот труд во првите неколку часа кога го објавија нашиот универзитет во нашето индексирано списание за студенти, во првите неколку часа имаш интерес од професор од Холандија, од Соединетите Американски држави, од Шпанија, значи ова интересна тема, има многу потенцијал. Добро, Кристијан, Маријан, Марија, Иле, професоре Додовски, професор Дамевски, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Да се каже. Благодарим и вас за поканата. Ви посакувам многу успех во иднина. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите, останете на Телма и имајте убав ден.